Руската воена инвазија на Украина не само што ја создаде една од најтрагичните хуманитарни кризи во светот, туку резултираше и со економско уништување што ќе одекне многу подалеку од границите на Украина. Украина е најголема земја по копнена површина во Европа и покрај нејзината борбена економија, таа игра клучна улога во глобалната трговија. Наречена Европска корпа за леп поради нејзината многу плодна почва, Украина е 5ти поголемина извозник на пченица во светот и 4ти поголемина извозник на пченка и јачмен. Таа е главен извозник на масла од семињата со 46% од светската понуда на сончогледово масло. Украинскиот земјоделски извоз главно тече кон југ, со земји како Индонезија и Либан, во голема мера зависни од незиното жито, за да го прехранат своето население. Со рударска индустрија вредна повеќе од 15 милиарди долари, земјата е 5ти поголемина извозник на железо во светот и 4ти поголемина извозник на титаниум. Таа е значен производител на галиум и германиум, кои се користат во полупроводниците, оптичките влакна и диодите што имитуваат светлина. Украина исто така произведува речиси 70% од неонот во светот и 40% од својот криптон, и двата се користат во процесот на производство на полупроводници. Прекинот во снабдувањето со овие технолошки критични елементи најверојатно ќе го влоши постоечкиот глобален недостиг на чипови, предизвикан од пандемијата со COVID-19. Нарушувањето на извозот на Украина е само дел од приказната. Руската инвазија сериозно ја уништи нејзината сопствена економија. Како 1/6 од светската копнена маса, уделот на Русија на светските пазари на стоки е огромен. Таа е најголемиот светски извозник на пченица и врвен производител на јачмен, хранајќи ги земјите како Египет, Турција и Бангладеш. Земјата е клучен извозник на земјоделски ѓубрива. Руската екстензивна рударска индустрија е прва по глобално производство на дијаманти, втора по платина, трета во злато и четврта во сребро и е важен извор на ретки метали како ванадиум и кобалт. Што е најважно, Русија е најголемиот светски снабдувач на природен газ и втор поголемина извозник на нафта. Германија е силно зависна од рускиот газ за да ги задоволи своите енергетски потреби. Бидејќи Русија се соочува со сериозни меѓународни санкции за нејзината инвазија и возвраќа со суспендирање на клучниот извоз, недостигот и повисоките цени во клучните сектори веројатно ќе се почувствуваат насекаде низ светот. Сепак нарушувањето исто така веројатно ќе доведе до долгорочно престројување на политичките и економските односи, бидејќи земјите се обидуваат да ја заменат загубата на руски и украински увоз со стоки од други земји. Конфликтот исто така може да ја забрза транзицијата кон обновливи извори на енергија и нуклеарна енергија, бидејќи западните земји сега се мотивирани да ја намалат нивната зависност од руската нафта и газ. Во меѓувреме, меѓународната заедница се соочува со предизвикот да изолира агресивна и опасна влада, а истовремено да ја одржува глобалната економија во живот.